Почитувани ученици, добар ден. Еве не со уште едно видео. Уште еднаш, ќе се потрудиме да помогнеме на учениците, овој пат од седмо одделение, да совладаат нова наставна содржина. Уште еднаш ќе се представам. Јас сум наставник Зоран Тодоров, наставник по историја и по граѓанско образование од основното училиште Јосип Броз Тито од Валандово. И денеска повторно ќе се обидам да помогнам со цел подобро да биде совладан материјалот во оваа специфична состојба во која се наоѓаме. Па така денеска ќе работиме за населувањето на словените во Македонија. Да видиме како и на кој начин словените ќе се населат во Македонија и какви се промени ќе предизвика нивното населување. Инаку, кога зборувавме ние за Балканскиот полуостров и за населувањето на словените на Балканскиот полуостров, кажавме дека навлегувањето на словените на Балканскиот полуостров започнува некаде околу крајот на 4 и почетокот на 5 век и трае се некаде крајот на 6 и почетокот на 7 век, кога Балканот па и Македонија трајно ќе бидат населени. Па така можеме да заклучиме дека во 7 век Македонија веќе ќе биде населена со словенски племиња, односно со словени. Сега ќе видиме кои се племиња ќе бидат населени на територијата на Македонија. Тоа биле племињата Драговити, Берзити, Велекзити, Стромјани и Ринхини. Меѓутоа по визуелно ќе видиме на картата која што ја имаме овде и можеме да видиме дека на пример источниот дел од Македонија ќе биде населен од племето Смолјани. Територијата по течението на реката Струма е населена од Стромјани, полуостровот Халкидик од Ринхини, јужниот дел на Македонија од Драговити и Сагудати, територијата, централниот дел на Македонија од Велес до Охрид ќе биде населено од Берзити и така натаму. Тие се воглавно племињата кои што ја населуваат територијата на Македонија. Инаку, каков живот живееле словените, слободно можеме да кажеме дека тој по ништо не се разликувал од животот на словените во другите балкански предели. Па така, главно занимање ќе биде земјоделството и сточарството, меѓутоа ќе бидат тие и добри занаетчии, ќе се занимаваат со пчеларство и така натаму. Инаку, словените во Македонија, како и останатите балкански словени, живеат во родовски племенски заедници, односно во родовско племенско уредување. А ова вие еден приказ, еден визуелен приказ за тоа како изгледале македонските словени во тој временски период. Сега, со доаѓањето на словените доаѓа и до комплетна промена на топонимите во Македонија. Добро знаете дека под поимот топоними се подразбира имење на реки, планини, села, градови и така натаму. Па така, со доаѓањето на словените во Македонија бил наметнат словенски јазик, бидејќи словените се мнозинство. Така, тој јазик ќе биде наметнат и ќе дојде до комплетна промена на топонимите. Така, одредени градови, села, реки и планини ќе добијат словенски имиња. Така како што гледате овде на екранот, Охрид ќе стане Лихнидос, Скупје ќе стане Скопје, Антигонеја ќе стане Неготино, Аксиос ќе стане Вардар. Од тие што ги немате овде на екранот, например, може да споменеме дека реката Еригон ќе стане Црна река, реката Халиакмон ќе стане Бистрица,
од другите, например, населени места, исто така можеме да кажеме дека Хераклеја ќе стане Битола и така натаму. Значи, комплетна промена на топонимите, односно на реките, планините, селата, градовите и така натаму. И ова само е дел од промените кои што ќе настанат на Балканот. Веќе споменавме дека словените живеат во родовско племенско уредување, дека заедно живеат, заедно работат и заедно го делат трудот. Значи, во тој временски период, особено во почетниот, некаде се до средината на 8 век, помеѓу словените нема поделба на богати и на сиромашни. Така и словените во Македонија ќе живеат во населби или области наречени склавинии, односно тоа племе кое што ја населува одредената област, така и таа област се нарекува по племето. Така, например, ако племето Берзити го населува просторот од Велес до Охрид, таа, да кажем, тој простор се нарекува Берзитија. Ќе се вратиме на картата само да видиме. Така, гледате, овде, овој простор кој што го населуваат племето Берзити се нарекува Берзитија, племето Драговити каде што се населени се нарекува Драговитија, Ринхините Ринхинија и така натаму. Значи, области населени од словенски племиња, тие области населени од словенски племиња се нарекуваат склавинии, а областа си имала свое име, а името го добива од племето кое што ја населува. На чело на секоја склавинија стоел водач кој што носел титула Рекс или Архонт. Односно, тоа е така наречен племенски старешина кој што управувал со македонските склавини. Сега, кога словените доаѓаат на Балканот, па и во Македонија, ги начекуваат староседелските племиња. Па така, во Македонија староседелци, односно луѓе кои што живееле пред словените, биле античките македонци. Нормално е првиот однос помеѓу нив да не биде добар, бидејќи некој ви доаѓа и ви ја запоседнува територијата. Меѓутоа, подоцна тие меѓусебно се прифатиле, па така словените се нарекувале македонски словени, а античките македонци го прифатиле словенското писмо. Од тоа што требаше исто така да го споменеме е дека сепак еден дел од античките македонци ќе се населат во градовите кои што биле под византијска власт, а еден дел, значи, ќе се упатат кон планините, а гледаме дека и еден дел ќе останат да живеат со словените. Особено било привлечно да се живее со словените, бидејќи тука имало поголема слобода за разлика од византиските градови, каде што даноците итекако биле високи во овој временски период, додека во склавиниите имала една навистина поголема слобода. Сега можеме да заклучиме дека речиси целата Македонија била населена со словенски племиња, но главна задача на словените, односно нивна главна желба била освојување на градот Солун. Солун ќе биде на градот кој што после градот Константинопол ќе биде најзначаен град во Византија, со самото тоа представувал убав и значаен плен за словените, доколку успеат да го освојат, па затоа тие се насочиле кон освојување на градот Солун. Првите напади кои што се случиле врз градот Солун ќе бидат кон крајот на 6 век, односно во 584 година, и овој прв напад на словените ќе заврши неуспешно. Тоа е временски период кога во областа Панонија веќе обстојувале и се наоѓале аварите, таму биле населени. Сега аварите практично
ќе учествуваат во вториот напад на словените, што значи можеме да заклучиме дека во 586 година, односно 2 години после првиот напад, следува втор напад во кој што учествуваат и аварите, или ова е фактички здружен словенско-аварски напад. Но овој напад ќе заврши безуспешно. Овој напад, значи, нема да биде доволен да биде освоен градот Солун, па така Солун ќе остане под македонска власт. Иако и изворите ни кажуваат дека и во градот Солун се наоѓале антички македонци кои пак учествувале во одбрана на градот, па има едно дело кое што се нарекува Чудата на Свети Димитрија, во кој практично е опишено дека македонците ќе придонесат за одбрана на градот Солун. Врз градот Солун ќе се случат уште 2 напади, и тоа во 7 век. Првиот напад ќе биде предводен од Хацон, кој ќе обедини повеќе словенски племиња и ќе сака да го нападне градот, меѓутоа градот нема да биде освоен, нападот ќе биде неуспешен, а некои од историските извори ни кажуваат дека наводно Хацон ќе биде заробен и ќе биде растргнат од солумјаните. И последен напад, кој што ќе се случи врз градот Солун, а тоа е вториот напад во 7 век од страна на словените, ќе биде предводен од Пребонд. И Пребонд, како и Хацон, ќе успее да собере поголем број на племиња. Еве отприлика како изгледа градот, односно опсадата на Солун. Значи, гледате поставени шатори, иако историските извори укажуваат дека Солун бил византиски град, меѓутоа околината на Солун била опсадната практично со словенски племиња. Гледате како изгледа еден средовековен напад, бидејќи знаете дека градот е опколен со ѕидини. Луѓето веќе знаат дека би можело да го изгубат својот живот, меѓутоа и покрај тоа гледате со помош на скали и други работи тие ќе сакаат да го освојат градот Солун. Горе стојат тие кои што го бранат градот, па затоа тешко било да се освојат средовековните градови. Ова е водачот на третиот напад, Хацон, и останува уште да довршиме за нападот на Солун предводен од Пребонд. Пребонд бил водач на племето Ринхини, меѓутоа успеал околу себе да присоедини и други македонски словенски племиња и сакале да го нападнат градот Солун, меѓутоа Византија ќе успее да го зароби и да го однесе во Константинопол, каде што тој ќе избега, но повторно тој ќе биде фатен и ќе биде ликвидиран, односно убиен. Па така, после неговата смрт, се обиде словените уште еднаш да нападнат, меѓутоа неуспешно, и тие напади врз Солун кои што ние требаше да ги споменеме. Се надевам дека од ова што го зборувавме, дека беше јасно, се надевам дека свативте како доаѓаат словените, кои области ги населуваат, кои се најзначајни племиња, како живеат, односот со античките македонци, какви се промени на топонимите извршиле, како изгледале словенските напади, и така тие се најважните работи кои што треба да ги споменеме. Од прилика тоа е тоа, од прилика тие се најважните работи, а ние ќе се видиме со наредно видео и со наредна лекција.